Добар ден, драги мои, добре дојдовте уште еднаш на подкастот Ира инспирира. Овој пат ќе почнеме со декември. Влеговме веќе во декември, со декември дојде и 3 декември и си помина 3 декември. Декември е во бојата на лицата со попреченост. 3 декември е денот кога го би требале да го славиме, нели, да ја подигнеме свесноста за лицата со попреченост, но ќе го ставиме на страна и ќе оставиме да не да биде само еден ден, туку да направиме целиот декември да биде во таа боја и во таа свесност. Декември на страна, нешто што сакам да кажам пред да ја представам нашата нова гостинка денеска. За да се порасне едно дете, потребно е едно цело село. На времето на вистина така и биле нештата. Луѓето живееле многу посплотено, живееле заедно, имало многу луѓе кои што биле во околината на едно дете. Сите помагале да се создаде една здрава особа, едно здраво човечко битие. На денешницава не само едно село, туку мислам дека е потребно повеќе и од едно село, за да може да истераме едно дете на еден правилен пат. Па во контекст на тоа, она што се однесува, значи, за сите семејства, но посебно за посебните семејства, за посебните семејства со деца со посебни потреби. Она село за кое што зборувам, не се само родителите и роднините и комшиите околу нас, туку се и едукаторите, специјалните едукатори, наставниците кои што се и во редовните училишта. Така да сите овие луѓе кои што се во животот на едно дете се тоа село. Мојата денешна гостинка е еден од тие луѓе кои што се во селото и кои што му помагаат на семејството. Мојата гостинка е Теја Томовска, еден прекрасен дефектолог, родител на дете кое што има исто поинаков развој и од другата страна, на приказната, нели, на типични или нетипични деца. Така да, добар ден и добро ми дојде, Злато. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Така. Поканата за тебе беше испратена универзумот, затоа што кога се мислев, некако на почетокот мислев кој да биде, како да биде, декември е месецот на посебните и мислам дека е добро да овој месец го посветиме на сите посебни и да се погрижиме да дадеме што е можно повеќе информации, повеќе поддршка за сите семејства и како може да им се помогне, нели, не само кога ќе бидат некаде на терапија, него што може да добијат и до оваа страна како информација. Сега за почеток, би сакала само прво ти да ми ја споделиш твојата приказна, како ти стана дефектолог, накратко, што беше твојата желба, што друго правиш во животот освен што си дефектолог, еве. Повели. Интересно прашање за почеток. Значи, како што кажавте, јас сум специјален едукатор, рехабилитатор. Работам неминовно со деца со посебни потреби и деца кои што имаат потешкоти во процесот на учење. Моето патешествие, да кажам, започна. Не сум размислувала конкретно како да дадам одговор на ова, но ќе кажам како што беше. Кога се запишав на факултет, многу се двоумев дали да биде тоа логопедија или дефектологија. Сепак одбрав да биде дефектологија, затоа што пристапувам повеќе на целокупниот развој на целото дете, од когнитивно, значи моторички, емоционално и затоа некако севкупниот развој, значи кон целото дете ме упати да одбрам дефектологијата. А исто така понатака кога го завршив факултетот, се запишав на, да речем, на доедукација, на гешталт психотерапија, каде што сум во процес на завршување, но се уште сум, работам под супервизија. Исто така и тука имам поклопување со дефектологијата, односно пак пристапуваме на индивидуата на човекот целокупно. Значи еден холистички пристап. Така да тука има две поврзувања.
Така да психичкиот развој, когнитивниот, моторниот, емоционалниот не прави тоа што смеем. И тоа, нели, да бидеме различни, бидејќи сите единки не сме исти. Сите е. сме различни. Така е. Кажи ми во твоето искуство со твоето детенце, бидејќи некако јас лично мене ме инспирираат луѓето кои што ја имале потешкотијата, нели, паталци, гаталци, што би ги нарекле луѓето. Ти го имаше своето искуство со своето дете, ќе ни кажеш малце на кратко како сето тоа изгледаше и сега со таа свесност, нели, како е да се живее со одредени потешкоти, каде што едноставно од самиот почеток на животот на детето не е ништо едноставно и не е ништо онака како што треба природно да се движи. Со таа свесност, како сега можеби пристапуваш кон децата со кои што работиш, дали се промени нешто во тебе, да знаеш дека да, ова го чувствуваат и родителите, сега знам и јас и како е од оваа страна. Па кажи ми од прилика како ти се чувствуваше, како сето тоа се случи. Откако станав мајка, значи на предвремено родено дете во 28 гестацијска недела, со само 800 грама, најчесто се смеам, јас не родив дете, јас родив фетус, но секако со самата борба, значи кога ја гледаш дека детето нели се бори за живот, јас што викам се бори за нешто основно, а тоа е кислород, така да низ целиот тој процес мислам дека што ме направи посилна од тоа што бев претходно е самото искуство и самата борба, значи континуирана борба. Секој ден беше борба за нешто. Борба за да се качи грам, борба за да се јаде со цуцла први, борба за да стигнеме кило и 800 за да не за да го пуштат дома. Така да сите тие, бидејќи 2 месеци беше скоро во инкубатор, роден со ризик фактор, нели самата гестацијска старост, самата родилна тежина, потоа исто така тие деца тие бебиња се подложни нели на инфекции, на анемии, значи буквално комплетне, значи ризик фактор. И со сите тие работи без разлика мојата позадина тука на дефектолог и на гештопсихотерапевт некако да ми даваше некоја храброст, некоја смиреност внатре, поготово гешталт терапијата, некој си баланс. Бидејќи во такви ситуации имаме дисбаланс. Обично нели негативни мисли што ќе биде, леле, ако не успее, леле. Некако тоа леле и што ќе биде го оставив некаде во позадина, односно го фрлив. И кога одев да го видам, најчесто позитивната мисла, колку и да ви кажуваат докторите, нема никаква промена, или има, например, некој дистрес, значи во дишењето, сите работи ве што ги случате, пак треба да бидете некоја, да најдете некоја силина во себе. И тоа не велам на токсична позитивност, ајде, баш ми е гајле, или ајде што биде, нека биде, туку едноставно некоја потпора, некоја сигурност, бидејќи сепак и ние сме живи битија, и многу нешто што мислам дека чувствуваат бебињата, нели првите неколку месеци, за да се поврзат со мајката, нели ја чувствуваат енергијата. И кога одевме таму и со сопругот, бевме некако позитивни, енергетски, бидејќи бебињата ја чувствуваат ваква енергијата. Така да тука многу ми помогна мојата нели позадина на тоа што сум. А ми ја зајакна мојата емоционалност. Така. Да. Значи, од ова искуство може да само ја преслукаш, можеби чувството како е што го имаат родителите секојдневно што ги среќаваш. Или после ова искуство за разлика, нели ќе станат дефектолози младите студенти, можеби немаат вакви искуства и овој дел им недостасува да можат да бидат во кондурите на родителите со деца со посебности. Затоа мислам дека е важно да ти да бидеш тука, затоа што сега ги имаш до некаде од двете страни чувството како е да си родител
И да бидеш во стрес, и да бидеш во страф, и константно да бидеш, нели, во очекување дали ќе биде секако што треба, дали нема да биде и секако вие Изложена не на знаете стрес. дали сте излезени од целата таа приказна, дали понатаму во развојот се ќе биде така како што е во ред, нели, надежта останува дека се ќе биде, Апсолутно. останува дека ќе работиме секој ден да биде се подобро и подобро. Точно. Така. Кажи ми ти, според твоето искуство, нели сега знаејќи го, колку за тебе е важен тој триаголник на родител, дефектолог и на дете? Ова е многу битно. Зошто? Затоа што без овој триаголник, во текот на работата, некоја страна ќе попушти. Ако немаме соработка помеѓу мене како дефектолог и помеѓу родителот, тогаш е таа страна, кај што сме јас и родителот, па ќе попушти и нема да личи на триаголник. Да. Ќе личи, нели, ќе добие некоја друга димензија. И сега зашто е битна? Затоа што со самото јавување на родителот, на дефектолог, дека детето има некои си отстапки, некои си потешкоти кои што ги има забележено па во развојот, ја дава таа првична база, првична сигурност. Значи, кога ќе се обраптат на дефектолог, започнува првиот чекор во тоа патешествие, во тоа, како да кажам, завршува тука процесот на талкање, нели обично додека дојдат до дефектолог, најчесто педијатарот ги праќа, нели пак самите родители гледат некои отстапки и најчесто тука тоа талкање, пак ја кажам, од една на друга врата завршува и започнува, нели, работата. Работата секако ние, нели, дефектолозите или било кој терапевт, немаме магично стапче да се реши тоа, нели, преку ноќ, туку треба многу да се има трпение и време. Да. Една мала дигресија, што е под што најтешко усвојуваат децата? Што најтешко Да. усвојуваат децата? Да, без разлика дали се типични или атипични. Во контекст на Во контекст- она што ќе сакам да те прашам, кои се предизвиците кои што треба Да. можеби да ги надминуваат и родителите, но во контекст на тоа што најтешко децата научуваат? Повели, Да, кажи. времето. Сега, зошто го поврзувам, нели, дигресијава што направив, затоа што трпението и времето, чекањето, што ќе биде, дали ќе успееме, па нели, пример, ќе почнеме да совладува детето фина моторика, па после пак два чекори назад. Пример, исто така, детето ќе седне на под да работи или на стол, па после тоа пак исто така се губи исте тие работи. Тоа е нешто што треба многу трпение кај родителот. И најчесто кога ќе видат, значи, родителите дека нема да има успех, најчесто ќе се откажат и ќе биде окей, нема на пример работа дома, што ќе биде тука, нека биде. И најчесто ние како дефектози, значи првично како терапевти, како психолози и така натака, сакаме да им дадеме до знаење дека да не се откажуваат толку лесно. Затоа што кога ќе се откажат, тука веќе немаме соработка. Тука имаме само дете, терапевт. Ама во оваа ситуација дете терапевт не ни оди баш во прилог. Бидејќи детето сепак, нели, нема уште логичко размислување, или конкретно, за да може само да се снаоѓа или само да учи. Затоа тука му треба поддршка и помош од родителот. Така е, така Да. е. И во текот на третманите, значи после значи завршување на третманите, најчесто им кажуваме што сме работеле и какви инструкции и кон што да целат дома за да работат. Исто така, мислам сега генерализирам во оваа ситуација, нели, не се сите родители искалап, како што не се сите деца со искалап, Така нели? е, така е, така е. Најчесто велат, нели, немаме време, работа, нели, треба друго имам дете, ова. Најчесто, добро, снимајте се да видиме што сте направиле. Барем едно нешто. Една нешта, нели, активност кое што вие ја имате изреализирано. Бидејќи ете, за тоа им даваме мотив, за тоа им даваме задача, дека треба да го направат, за да ние го видиме тоа што го направиле. Така. Дали мислиш дека можеби
треба поинаков пристап да се внесе во однос на тоа како ќе се создаде соработката. Бидејќи јас, например, моето дете одеше на дефектолог и дали поради фактот што јас многу сакав да знам и цело време прашував и јас барав и во исто време додека он работеше со дефектологот и со логопедот, јас самата учев за сето тоа, за да знам што треба јас да направам. Значи, девојките ми помагаат. Нели, па ова го правиме од прилика, учиме напред-назад, лево-десно, нели, така натаму, тоа што беше во контекст тогаш. Но јас сакав многу повеќе да научам и можеби затоа сум сега во оваа позиција и сум едукатор, затоа што ја имав таа желба или можеби тој поттик. Но дали можеби со родителите кои што имаат, нели, фокусот им е одат на работа и се зафатени со XY работи, да како би можеле да ги внесеме малце подлабоко во суштината на тоа дека и не мора ништо посебно понекогаш да се прави дома за да се сработи тоа што треба да се сработи, затоа што нели онаја идеја дека посебни работи, посебни вежби треба да се прават, дека фината моторика и грубата моторика, ако си легнеме на пот и се гушкаме и се скокоткаме и играме животни, нели, како да сме животни, па се прекачуваме еден преку друг, ете и фина, ете и груба моторика, нели? Тоа се секојдневни активности, каде што како што велите, нема ништо посебно. Тоа ние случајно дома го правиме секојдневно. Со самото дај ми ја лажицата, така, значи ја пружа раката, вежбаме мускулен тонус, дај ми ја лажицата, внимание, визуелна перцепција, тоа е лажица, и каде ја ставаш ти, значи, лажицата на маса, значи просторна ориентација. Предлог на маса. Значи, на детето му даваме многу. Сега, кога во склоп на прашањето што треба да смениме, нели, најчесто зависи се од индивидуалните карактеристики на самата личност, на нели, на самиот родител. Со самото тоа што ние стануваме родители, без разлика, нели, знаеме дека родителството е нешто што не менува. И што не сме истите личности кои што сме биле претходно. Без разлика тоа дали имаме типично или атипично дете. Значи, секако тоа не менува и ние во текот на родителството се менуваме, учиме од нашето дете и така натака. И најчесто слушам детето ми е обврска. Не. Детето е предизвик. Зошто е предизвик? Јас себе како мајка, сега за да дојдам тука на подкастов, додека немав дете, ќе дојдев, значи немаше никого да ангажирам, освен сопругот, не знаеме дали некој нели па ќе знаеше, дека јас денес имам подкаст во 11. Пример, сега за да јас се организирам, мора да ги активирам и другите членови на поширокото семејство за да може некој да го чува моето дете. Значи како јас менаџирам, како јас балансирам со тие работи. На организација, дека треба некој да го чува, па дали да прифатам покана, дали можам. Сакам да кажам, тоа е предизвик за самата себе. Значи мојот капацитет е многу повеќе од тоа што сметав додека бев сама. Додека бев сама. Додека немав деца. Тоа е тоа нешто. Прво, кога детето ќе дојде на тој свет, супер, јас сум тука да му дадам љубов, да му дадам емоционална сигурност, а потоа и физиолошките потреби, храна, млеко, да сменам пелена и така натака. Ето самото тоа ние што сме врзани за детето, додека сме на породилно, секако имаме и уште многу други работи дома, ручек, машина и така натака. Значи, со самото тоа ние имаме предизвик да ги избалансираме работите. Затоа родителите треба да имаат дознаење дека работата, вежбањето дома со децата се едноставно еден баланс. Значи како жонглирање со топки. И значи како што рековте, секојдневните активности, вклучувајте го детето, колкава е можноста, колкава е способноста на тоа дете, толку и вклучувајте го во секојдневните активности. Исто така, денеска поголем процент од децата имаат послабо развиена фина моторика. Настрана телефоните, настрана екраните, нели само што се активираат палци и показалци, многу е битно полека. настрана технологијата,
Значи, многу е битно децата да ги учиме да врзуваат врвки. Ние И- имаме такво искуство со врвците, Да. сега ќе го објаснам, ама продолжи. Многу е битно прво да знаат, значи да врзат врвки, да си облечат јакната, нели? Да, ја стават капата, затоа што ние на Сабајле кога ќе станеме за детето за да го однесеме на градинка, значи во градинка, брзаме да го облечеме, не. Тука едноставно да почекаме трпение малце. Ако Сабајле брзаме ние за да стигнеме на работа, тоа ќе го направиме на пример сабота недела кога треба да одам во парк со детето. Окей, имам повеќе слободно време, тогаш 1 сат претходно ќе се подготвувам. Некако да направиме, па ќе кажам, баланс. Да, Да. да се зголеми свесноста, она што јас го имам како да кажам сега како перцепција. Родителите сакаат да бидат добри родители. И се е потешко и потешко да бидеш добар родител, тоа е факт веќе. Родителите се чувствуваат како неуспешни, и едноставно кога ќе дојде ред нели да се зборува дали со дефектолог, дали со наставник или со било кода каде што нели дефектологот и родителот се во една линија каде што би требале нели да растат, да создаваат, но се чувствуваат како да има борба тука. Да. Чекај, јас сум Конфронтација. добар, ама Да. ти не правиш доволно, ама ти не знаеш што правиш и така натаму, наместо соработката, она чувство дека јас не сум доволно добар родител, јас не знам што да правам тука. Јас подобро ќе одбијам комуникацијата, нели бидејќи се чувствувам загрозено. Нема да комуницирам за да не се види дека јас можеби не знам да го направам тоа, или па треба да прашам. Па самото прашување дали треба вака ова да биде или не треба. Јас мислам дека дефектолозите се најсреќни кога родителите, барем такво чувство има, можеби не е така, но најсреќни се кога ќе ги прашаат што треба ја да правам дома. Од тоа што го учевме, кажи ми како јас да го направам. Значи, колку попрецизно, толку подобро и за родителот и за дефектологот. Да, можеби ќе потроши повеќе 5 минути повеќе на крајот на часот, кога ќе се пренесе информацијата, ама тоа потрошено време дома од тие 5 дена додека повторно да дојде на дефектолог детето, веќе ќе има разлика. Ако родителот е насочен дека 5 минути денеска, окей, тоа што рече дефектологот, тоа го правиме, пробуваме на најубав можен начин да го направиме, најприродно, тогаш ќе има многу ефекти за детето, за родителот и за дефектологот. Да. Работата ќе оди напред. Ќе оди напред. Така да, од тука колку кога за прв пат родителите нели ги носат децата на дефектолог, што е она што нели го гледаш дека го чувствуваат, како се ти си психолог од една страна, не секој дефектолог е и психолог, па имаш можеби малце повеќе идеја како они се чувствуваат и кои се емоциите. Што може еден дефектолог да направи за да му помогне на тој родител, нели, да ги надмине тие чувства? Значи прв пат доаѓа, значи јас го предавам моето дете. Јас признавам дека сум недоволно добар родител, бидејќи не можам да направам повеќе. Нели, тоа такво е чувството на родителот. Нели, јас предавам, не можам, тоа значи дека јас не сум доволно добар, но еве од што морам, не знам како, нели, го сакам моето дете, сакам да му биде подобро и еве ти го давам на тебе. Дали 45 минути, дали ќе бидат 2 месеци, дали ќе бидат 5 години, не знаеме, но ти го давам. Тие чувства некој ќе ги покаже, некој нема да ги покаже. Колку вие тоа како дефектолози го гледате и колку имате можност да им помогнете да го надминат и да разберат дека тоа што они го донеле детето на дефектолог не значи дека они не се доволно добри, напротив, дека има доволно храброст да речат да, јас не можам да бидам се на светот. Ќе го најдам тој кој што може да му помогне и заедно ќе работиме да постигнеме нешто поубаво. Како ти им помогаш на родителите? Вака сега, тоа јас не сум се на светот. Е баш тука. Од тука е почетната точка, чекорот кај што треба да тргнеме. Зошто? Затоа што ние не сме добри родители и детето се јавило на дефектолог, јас лично, а и до сега не сум имала впечаток дека родителите така повеќе па се доживуваат, зборувам внатрешно. Туку едноставно
повеќе гледаат, повеќе трагаат по помош. Значи, зошто? Например, еве сега кога ќе дојде нели родител дете, јас например забележам кај детето дека има отстапки во говорот. Пример сега. Okay. И сега јас како дефектолог ќе направам проценка, значи првен ќе направам една обсервација од 45 минути, после нели се прават проценките во текот на третманот. И кога пристапуваме кон таа обсервација, докажуваме на родителот едноставно дека освен говорот, за да стигнеме до говорот, има и други скалила претходно. Односно претходно, значи моторичкиот дел. Затоа што обично дали тоа фина, дали груба моторика, се е тоа нели поврзано како алки, како синџири, кои што едното без другото не може. И кога ќе кажам, во ред, значи кои се вашите вакви очекувања? Многу ми е битно ја да знам дали родителот има некои очекувања од мене и мојата работа. И првен јас ќе видам кои се неговите очекувања. Доколку родителот гледам дека има на пример очекувања да го научи говорот, односно тоест да научи да зборува на пример, да каже реченица соодветна за негова календарска возраст, а јас првенствено гледам дека друго има, значи потреба, тогаш јас пристапувам со тоа со фактот на да во ред, значи, но вашите очекувања може ќе бидат за 5 месеци, за како што рековте за година, значи временски. Обично не се врзувам за времето, но едноставно кога ќе кажат јас имам очекувања за говорот, тогаш да, тоа е малку подоцна, но прво да дојдеме до овие работи. Исто така, кога доаѓаат на дефектолог, исто така тука имаме соочување и со самите себе. И со самите себе, не дали јас сум добар родител, не дали што добар лош родител не постои, се зависи од тоа, од сопствените капацитети на нас самите. И од тоа што сме ние, бидејќи тоа што сме ние од внатре излегува преку родителството. Што поточно сакам да кажам? Ако јас сум несигурна, мојата несигурност ќе биде искажана преку зборови во тек на родителството. Например, пази или малци не можеш ти тоа, пази, трапав си вака, значи јас сум несигурна во себе, а после несигурна и во моето дете. Нели? Ете. Тоа исто така сакав да го напоменам, да се навратам на прашањето, исто така, значи кога ќе дојдат на дефектолог, они доаѓаат со некоја си дали претходна дијагноза, каде што имаат нели посетено некои институции или детето се уште нема нели воспоставено дијагноза, но сметам додека се тоа што е во процес на трагање, во процес на талкање, е да се започне со работа. Дијагнозата важна е, битна е, но многу побитно е детето да се започне да се работи. Така. И исто така, во текот на работата, па ќе кажам, зависно од дете до дете, зависно од проблематика до проблематика, многу е битно да имаат соработка не само со дефектологот, и со логопедот, и со педијатрот, и со неврологот, бидејќи обично ние дефектолозите, ако забележиме дека има некоја си, например, некоја отстапка, ги праќаме на невролог за да се исклучи тоа, да се направи ЕГ, доколку е потребна суплементација, бидејќи многу е битна и суплементацијата која што ја пијат. Дали се тоа некои си мозочни стимуланци, дали е тоа за потхрана, дали е витаминска терапија, многу битно и тоа е нешто што делува и врз самиот развој на детето. Така. Да, и затоа најчесто нели ќе ги упатиме и таму. Во однос на разбирањето, на емпатијата како дефектолог и како гешталт психотерапевт под супервизија, многу ми е битно исто така родителот да ме разбере. Така. Да ме разбере и да ме гледа како поддршка, а не како да се конфронтира со мене. Да, колку е често, да речеме, ова сега што рече дека ти е важно, колку често се случува, например, процентуално, да речем. Сега, па ќе кажам, во поголемиот процент, значи кога ќе дојдат родителите, моето дете знае ова, моето дете знае тоа, ама сега тука не го прави. Да, има значи ситуација кај што детето на пример не е едноставно расположено и каде што не ја прави таа активност, но кога ќе дојде на третман таа активност значи солидно ја прави. Има X фактори кога тоа е така. Но од друга страна, на третманот детето треба да го ставиме само да ги направи некои работи. Што е задачата на родителот? Значи во проценката, значи да даде една хетероанамнеза за детето.
Значи, начинот на раѓање, начинот, тоест како течел моторниот развој, како течел нели понатака социоемоционалниот развој, исто така многу е битно што емоција првен се јавила кај детето, да исто така контактот со очи, звукот и така натака. Значи сите овие работи ги добиваме нели од родителот. После родителот имаме, значи делот завршува, имаме проценка со детето. Значи детето само. А тука немаме мешање дете-родител. И нормално е кога нели кога ќе отидеме и ние на лекар, ако не го знаеме нели лекарот, ако немаме истражено на Google претходно за него, немаме никоја сигурност. Додека стекнеме доверба, ни треба време. И најчесто први нели имаме некоја конфронтација. Не вака, не така, јас дома си играм, и јас дома ово го правам, и јас дома вака му покажувам на детето, да, но сепак јас се тргам и од себе, јас дома на детето сум мајка, јас не можам да му бидам нити дефектолог, нити па психотерапевт, значи такви работи не можам да бидам затоа што не е природно, а и не можам да бидам авторитет. Да, значи Авторитет на детето му треба едноставно граници, многу битно, без разлика. Детето треба да има граници, зашто детето ако види дека мама тука ми дозволува и кај мама имам полупропусливост, и дека после тоа ќе изедам чоколада и ќе ми даде награда, мама тогаш ќе биде за мене супер и јас ќе бидам врзан за мама и нема да одам ни на терапевт, ни никаде. Едноставно децата си имаат безбедна зона, односно комфорт зона. И сега, значи, треба едноставно време да помине, мислам неколку третмани, па ќе кажам, времето е нешто многу тешко, нели, и за усвојување, бидејќи и во времето и чекаме што ќе добиеме. Но во тоа време додека чекаме, значи се случуваат промени. Да. Нели, викаме таа плодна празнина, чекаме, ама ако чекаме, ама ништо не действуваме, точно, тогаш ништо нема да биде. Ама ако чекаме и ние правиме нешто, исто така, значи го вклучуваме во секојдневни активности, си го мести креветот дома според, па ќе кажам според способностите, значи на детето си ги раскрива играчки, та не чекај мама. Да. Тоа чекај мама ќе биде и во адолесценција и значи после во зрелост, бидејќи детството е добра основа. Значи и кратко трае за она што ќе ни се случи во дефинитивно дека во адолесценција, трае раниот детски развој, во кој што многу често се случува кај нас, нели, зашто родителите нели живеат и во стравот дека нели нешто не е во ред, гледаме дека нешто се случува, ама ајде, знаеш и чичко му на 4 прозборе, ама знаеш и ова вака, ама знаеш и јас така. Само ќе те прекинам нешто. И го пропуштаме раниот детски развој кој што е многу важен. Секаде во светот постои рана интервенција. Постои рана интервенција. Само кај нас најверојатно тоа се тие нешто што го носиме од минатото, тие интроекти. Чекај, има време. Чекај, како што викаш, машко е, секако ќе касни. Чекај и таткото вака прозборел, чекај мајката ова го направила. Супер е сето тоа да го знаеме како предиспозиција, но меѓутоа да не чекаме многу и да пропуштиме многу битен дел од развојот на детето. Зошто велам битен? Затоа што првите 3 години имаме пластичност на мозокот, каде што мозокот е што викам пластелин и сунгер истовремено. Значи може да го модификуваме, односно нели се модификува и се менува врз база на нели рани искуства, низ различни вештини ваква стекнати. И затоа е многу битно да се искористи таа невропластичност на мозокот. Без разлика, некоја задршка има. Дефинитивно. И затоа велиме рана интервенција. Секаде во светот, кај децата кои што се предвремено родени, па и кај нас постојат диспансери за следење на деца со значи родени со фактор на ризик, каде што се следи детето уште од самото раѓање. Значи се знае детето, нели, мајката ќе го земе од болница, после одат нели на први 2 недели на контрола, после тоа одат на 3 месеци, па одат на 6 месеци и така едноставно развоен педијатар, дефектолог, психолог, се тоа, значи мултидисциплинарен тим каде што го следи развојот на детето. Тоа се вика рана интервенција. Или зошто детето на 9 месеци ќе оди на дефектолог?
Ретко кој во Македонија работи да. со деца, со бебиња. Има, Точно. точно, има значи дефектолози кои што работат, нели, кај што го следат развојот значи на детето и затоа се вика имаме односно се даваат рани рехабилитацијски вежби или рани стимулативни вежби. И затоа е многу важно на 9 месеци зошто децата одат на дефектолог. Затоа што им се кажува, значи се насочуваат родителите. Тука е тој систем на поддршка каде што дефектологот и го насочува и му дава поддршка што ти треба да правиш дома. И помош и поддршка. Значи затоа се викаат рани стимулативни вежби, ран рехабилитацијски третман. Доколку е потребно. Обично кај децата кои што имаат моторни нарушувања, нели ран рехабилитацијски третман е посвета на физиотерапевт, посвета на нели на невролог, каде што се е тоа подкрепено освен со терапија, подкрепено и со вежби. Многу битно нели за тонусот, за мускулатурата на детето. Така. Земајќи во предвид дека кај нас на пример во Македонија е на многу оскудно ниво сето ова системски решено, значи педиатрите кои што би требале да бидат првата да речам првото место каде што родителите треба да добијат насока дека да нешто не е барем во рамките на тоа како нели се движиме. Педиатрите немаат време да просто ги видат децата доволно долго и колку одат луѓето на педиатар, колку ги носат децата на педиатар, кога е болно и кога е настинато. И не е ни толку времето ти да го видиш тоа дете дали има некаква дискрапанца во развојот, затоа што тогаш тоа е така и омалаксано и е расплачено и не е тука и не е присутно и му се спи и така натаму. Значи првен земајќи го предвид дека тоа кај нас недостасува, значи раната диагностика. Сега и нели екранизацијата која што си една сосема друга планета, за мене викам димензија која што ги дава симптомите на АДХД, ги дава симптомите на аутизам и се тоа е една каша попара кој што никој не знае дали нештото е вакво, дали нештото е такво. Пред малку кажа дека нели многу од родителите чекаат диагноза. Кај нас исто диагноза да се добие посебно за невродивергентните поинаквости, значи кога зборам тргнувајќи од аутизмот па надоле се што ги дава таквите и сличните симптоми е тешко да се добие, затоа што немаме баш структури кои што може да речат и нема такви системски, нели да речеме да се соберат на маса сите луѓе во СИМПО. Да, тоа се случува на некакво ниво, но е сепак не мислам дека е доволно добро. Родителите во очекувањето на таа диагноза не го користат раниот детски развој, чекаат. И времето за кое што зборувавме, нели, дека е многу важно. Фактот дека ние чекаме само кога не сме инволвирани во нештото. Тогаш чекаме и ни е тешко, и ни е страшно, и викаме, и само го гледаме, нели, она направи нешто, она не направи нешто. Сега, дефектологот, логопедот, не е битно кој. Целиот фокус е кој некој нешто друго направил добро или лошо во однес на нашите очекувања. Сега зборам од позиција на родител кој што чека, и јас сум чекала, и знам како изгледа да се чека, и кога чекаш некој една минута ти станува една година, па макар и на автобуска да чекаш, а па камоли за нешто толку важно, нели, развојот на детето. Така да разликата во чекање и, нели, создавање некаква вредност е кога родителот ќе се вклучи во тој процес, па нема да изгледа така страшен, нема да изгледа како чекање и само стрес дали ќе има некаков резултат. Тоа сакав само малце да го нели од оваа моја перспектива како родител да го кажам. Најчестите заблуди, добро решивме, најчестите заблуди кои што родителите ги имаат за специјалната едукација. Кои се тие заблуди? Што е специјалниот едукатор и што ќе направи во мојот живот? Да. Најчесто, па ќе кажам, не поистоветуваат со логопеди, со наставнички. Се тоа супер, но меѓутоа затоа си имаме и факултет, затоа си имаме посебна едукација, дека сме дефектолози, специјални едукатори, значи рехабилитатори. За мене искрено е исто, да речам, дали би кажала, значи, логопед, дали би рекла дефектолог. За мене исто. Ама кога некој ќе рече
зборувам исто не за профил што работи дека се исти логопеди, дефектолози, Така, сосема така, различна, да. значи проблематика работат, но зборувам исто јас како родител, еве и како дефектолог најверојатно, кажувам дали моето дете оди на дефектолог, дали моето дете оди на логопед, тежината е иста. Во тој смисол мислев иста. Во однос на поддршката на детето. Водно, точно. Од друга страна, значи, превен тоа, започнувајќи дефектолог, значи логопед. Се, ако кога ќе рече одам кај датичката или одам кај наставничката, тука веќе станува збор за нерешеност, односно за нешто, за некоја внатрешна структура, за некоја внатрешна тежина на родителот. Значи, дека родителот има некоја си санталет, значи, некоја си преграда, да, некоја преграда, каде што не може да се соочи дека да, детето оди на дефектолог. И буквално денеска во денешно време ништо не е срамота, ништо не е осудувачки, децата да ги криеме или пак да не одат за своја помош. Нели? Да. Исто така детето ако има проблеми со стомак, ако повраќа, ако има, не знам, со глава, нема да го однесете на лекар, ќе го криете дома. Не, напротив, ќе го однесете на лекар за да му дадат терапија. Така? Да. Или било што, или да направи крвна слика. Исто дефектологот. Значи, одите и му помагате. Никако јас сметам дека повеќе насока кон тоа, значи кон стигмата. Да. Кон оваа струка што е нели повеќе упатена дефектолог, па добро еве. Да не збориме за психолог. Да, психолог да не збориме. Мислам дека психолог, тоа дефектолог, на мислам дека се е тоа табу тема. Да. Значи, буквално на луѓето кога што им треба лекар матичен, им треба и матичен психолог. Се согласувам. Точно. Потполно на се децата им согласувам. треба и педијатар и дефектолог, доколку е потребно. Да. Значи, се е тоа испреплетено. Да. Тоа е таа заблуда и исто така значи сега што ми текна во моментов додека зборував е за довербата која што се стекнува на релација родител терапевт најчесто е исто така и додека нели првата средба која ќе дојдат обично и самите родители се во некоја заблуда. Обично во негирање, во шок, бидејќи дефектологот ја кажува буквално сликата која што ја гледа родителот можеби не очекува тоа да го слушне, не е подготвен и најчесто додека се стекна таа доверба имаме некои други стадиуми на шок, на тага, на неверување, па на некое отфрлање, па не е така и најчесто зошто немаме соработка, значи дефектолог да, затоа што имаме отфрлање. Негација. Кога имаме отфрлање и негација во било кој сегмент од животот, па дури и во процесот на тага, нели, во процесот на сепарација, имаме стагнација, немаме напредок, немаме чекор, значи немаме ние простор за соработка. Дури и тука имаме стагнација, да. Дури да ги носат они своите деца, нели, редовно ги носат затоа што рекол друг доктор и затоа што можеби дел од семејството, мајката, таткото, сега едниот е во одбивање и во негација, другиот вели ајде туркаме, мора да се случи. Тука мора тоа да се разреши затоа што само се прави лошо. Да, како што кажав, санталет правиме лошо за детето. Мислам, никој родител не сака лошо за своето дете. Јасно, напротив, сите сакаме добро, но едноставно кога ќе се решиме самите себе, па ќе кажам, сите, значи родителството не менува, зошто не менува? Затоа што и ние треба да работиме со самите себе, затоа што нашиот недостаток пред да станеме родители ние не сме го знаеле. Нашиот недостаток, нашата тешкотија што се јавува кога ќе станеме родители. Јас тоа така го гледам. Да, многу јас тоа така го гледам. Наеднаш се појавуваат кои што нели одговорноста пред да имаме деца била сам сум одговорен самиот за себе, нели? Тоа секогаш останува како факт дека ние сме секогаш одговорни сами за себе, но сега наеднаш дури кога ќе влеземе во брак, нели ние имаме партнер, но тој е повторно тој си е одговорен самиот за себе и тука не можеме ние да се мешаме можеби во заедничките работи или од она што треба да го направиме во домаќинството. Што е есенцијално значење, нешто за опстанок. За опстанок, но сами за себе. Сега кога ќе дојде детето, ние сме целосно одговорни
Значи, зборам целосно одговорни од пелени до јадење, дали ќе преживее првен ова бебе. Значи, ние како битие на оваа планета ни треба најмногу време да проодиме, да прозборуваме, да станеме самоодржливи, за разлика од другите животни кои што, не знам, жирафата и треба 5 минути да стане самоодржлива. Тоа да, точно. Значи, таа одговорност е и долго време, и побарува многу, и самата околина, зборам, самиот систем е сега така поставен, се повеќе и повеќе. Значи, она село за кое што зборев, нели, на времето, кога вистински традиционално живееле луѓето, и си помагале, значи семејството било тука, се знае дека, не знам, може да го однесеш кај таа баба, кај таа комшика, може да го оставиш детето многу поспокојно, поопуштено, многу повеќе деца, многу повеќе игра надвор. Нели, фината и грубата моторика сами се решавале затоа што децата надвор се играле едноставно. Така. Со песок, со земја, качи се на ритчето, симни се, качи се на дрво, симни се. Ете ги фината и грубата моторика за кои што просторна ориентација. И сите се работи кои што играта ги решава. Значи, само просто играта надвор решава 99% од работите кои што ние, можеби, нели ќе рече некој, на дефектолог тоа прават. Да, ама го прават на едно толку сега нежно ниво, нели, затоа што треба многу прецизно да влеземе за да го вратиме детето надвор. Но доколку родителите се втурнат повторно и речат, да, како да помогнеме, дај да излеземе надвор. Јас лично, значи, кога зборувам со родители, кога работам со родителите, нели, ама ние што треба? Едно нешто што можеме сигурно да направиме и сигурно ќе му направиме добро на детето, го изнесеме надвор. Тоа е да број бидеме 1. во природа. Точно. Да играме со природни работи, значи со камчиња, со стапчиња, со лисчиња, джиткај се во лисјава, која оди на снег, лизгај се, качувај се, симнувај се. Значи, ние правиме само добро за нашите деца од најмала возраст. Точно. И она, нели, као, леле, сега што ќе правам? Мојаво дете, нели, има поинакви потреби, не ми комуницира веќе од друга страна. Значи, чим не ми зборува, не се разбираме, два света. Па затоа викам, Јас не можам вкочанетоста ништо да доаѓа направам. од нас. Таа парализа, да. таа вкочанетост доаѓа од нас како родители. И тогаш ние не ги гледаме можностите и способностите на своето дете. Биде исто така, кога ќе дојде диагноза или пред да дојде диагнозата или кога сме во процес на талкање, многу е битно што да гледаме дека детето има и способности и можности. Точно. Ако детето немам фидбек да ме разбере, експресивен говор, детето може би има рецептивен говор кој што ако му дадам налог разбира. Еве и таков говор да нема. Детето има способност на груба моторика, на возење балансер, на возење точак, на возење тротинет. Значи, да, ќе го јакнеме тоа. Не само чекаме, нема говор, леле што и да бидеме во тој некој си очај. И затоа, за доверба многу е битно и за сигурност на тој триаголник, па ќе кажам на првиот дел од емисијата, да имаме да се решат внатрешните конфликти на родителот. И таа вкочаната си, таа негација и тој шок, бидејќи секако кога доаѓа, како што кажав, слушам многу нови работи. Кој што на пример можеби не е запознаен, можеби прв пат слуша и сите тие работи. Така да, субјективното мислење на родителот со мислењето на терапевтот најчесто е во конфликт. Повеќе би рекла тоа и затоа нема тука соработка. Да. Ајде вака нешто да дадеме некакви насоки, пошто сме при крај веќе некаде, да дадеме некакви полесни насоки за родителите. Значи, свесноста да се подкрене пред да тргнеме, дури да има попреченост, било каква. Значи, и да тргнеме од тоа дека не знаат која е попреченост. Има различно однесување, има некакви симптоми. Според она кое што јас најчесто го комуницирам со родителите и воопшто кои ќе ме прашаат, детево не зборува, нели тргнуваат од тоа, детево не зборува, веќе има 4-5 години и се однесува чудно. Значи, најголемиот проблем е не зборува. Нели во свесноста на луѓето, чим немаме комуникација, имаме проблем. Секогаш треба да знаат, јас велам, секогаш треба да знаат родителите, иако нема говор, има нешто внатре, има некоја радост тоа дете, има некоја тенденција тоа дете. Има нешто кое што секогаш можеме да се фати, кое што го прави со волја. Точно.
Значи, и да не ги прави дел од работите кои што ние сакаме или може би треба, колку што се во развојот, да го гледаме сето она кое што може да го прави. Да. И јас мислам дека ако таа информација вас ви ја дадат, дека и вас ќе ви биде полесно. Дали грешам или не. Значи, родителот да не гледа само проблем, да гледа и која е убавината на едно дете. И да може таа информација да ја пренесе. Исклучи го. Не се стремиме бара. А го чува детето, може само да се јавам на кратко дем што е? Значи, убавите работи кои што родителите може да ги видат кај своите деца, тенденциите, нели сега може би ќе рече некој не се, но ако да речеме детето со аутизам сака да се игра со колички, сака да си врти тркалца, сака да прави некакви играчки со нив е радосен, или па сака некои ликови, како што е кај нас искуството од цртани филмови, се фокусира на тоа и ќе направи многу работи само да добие, не знам, една гумичка со ликот од тој цртан. Родителите да се фокусираат на тој, да се сконцентрираат. Што тебе како дефектолог би ти било највеќе од полза да ти дадат информација родителите за да може да се улесни твојата работа и да можеш после да им дадеш фидбек како они да работат, например, со своето дете дома. Прво, многу ми е значено тоа што сум го споделила како мислење, како насока на што би работеле дома, е да го направат. Првин да го направат чекорот. Откако ќе го направат, значи, како и да е, дали детето сакало, дали тие нели нашле време, значи го направиле, кога ќе го споделат дека го направиле, прво што ми е многу значено. Детето успело и во домашна средина да се, значи да се снајде. Значи, каде што не е само терапевтот присутен, па само кога терапевтот е присутен или гледат авторитетите тие работи и само тогаш го прават, значи тогаш детето истата активност нели само тоест иста цел, само различна активност е направена и дома, тогаш за мене дава друга слика. Значи поврзаност меѓу мајката и детето. Значи тоа, исто така. Потоа, освен таа поврзаност меѓу мајка и дете, исто така и слобода на детето. Дека не е само тука структурирана игра, дека и надвор, од нели, таа истата активност ја направила само нели на различен начин. И тоа ми е многу значено. Да, и може би ќе се чувствува дека е неуспешно тоа што го направиле, но мислам дека охрабрувањето и обидот, дека се обидовме ние сега, може би се уште немаат во свесноста родителите дека нели присутноста во таа игра или колку ќе дадам од своето време и од својата енергија во сето тоа, ќе биде поинаква, ќе секој различно, нели? Да. Но обидот дека ние се обидовме. Поврзаноста. И поврзаноста може би нема да биде толку голема на почетокот, нели? Да. Во однос на тоа колку ќе бидат присутни родителите, но мислам дека родителите треба да се охрабрат да го направат, па дури да не се најуспешни на почетокот. Мислам дека секој дефектолог ќе види што е работата, ќе каже дека окей, добро, супер. Ова оди во добар правец, само дајте малце повеќе внимание во ова, ставете малце повеќе фокус на тоа. Точно. И да може и самите родители, затоа што мислам дека колку што детето учи, толку и родителите се во прво одделение во однос на тоа. Како ви кажа, во која развојна доба е детето, во таа развојна доба е и родителот. Така да не се плашат родителите да дојдат во прво одделение, кога ќе почнат со дефектолог, и дека и самите треба да се во свесност дека и они го учат сето тоа. Да. Значи и нема потреба да бидат во таа, нели, во таа свесност дека ние би требало да го знаеме веќе ова. Дури некаде и подсвесно да го знаат насоката и како ќе се користи тој некој капацитет. Нели, треба насока од дефектологот. Затоа во прво одделение заедно со дефектологот и со детето сите заедно тргаат. Сакам тоа да го имаат во чувство, значи и младите родители кои што сега се повеќе и повеќе доаѓаат во состојба каде што треба да одат на дефектолог. Значи екранизмот пак ќе го земам и аутистичниот спектар, ADHD-то. Значи се во поголем број и децата кои што се во раниот детски развој, значи младите родители да бидат со оваа свесност
и да не се оптоваруваат толку за нивната успешност или неуспешност на првиот час или на вториот или во првиот месец. Многу е побитно да пуштат од себе, дека и они ќе учат и заедно да учите. Сите, нели, тој триаголник. Баш така. Баш така, многу бав приказ. И исто така играта е таа која што ги зближува. Значи, родителите и децата. Да, и значи дефектолозите си играат како што не етикетираат тебе под наводници. Да, играме, ама затоа што дефектологот има знаење кон што да цели, кои вештини од играта, нели да ги засили, потоа димензијата на играта, дали ќе биде тоа игра која што ќе биде на детето ќе му се даваат значи налози, структурирана игра или ќе биде игра каде што е слободна и да така да тоа не е само играње. Што правеше па си играше со коцки. Тие коцки носат многу. Yes, и едно нешто што е многу битно, што би сакала да го упатам до сите, обично чекаме и бараме комплицирани решенија за потешкотијата или за проблемот, комплицирани, а напротив, не станува збор тука за комплицираноста, туку решението е во многу, значи, тоа е многу едноставно. И простите работи. Еве, решението извади го детето надвор и нека трча. Тоа е тоа решение. Значи, буквално бараме некомплицирано. Значи, или дома нека ги измие садовите. Или доколку може тоа да го направи. Да. Сакам да кажам, и тоа е нешто корис. И детето да се почувствува корисно, и да се чувствува сигурно, дека јас можам тоа да го направам, а не само пази, не така, не така. Да. Некако тоа и буди и несигурност ке себе и фрустрација и добра, мама е тука, мама ќе го направи за мене и така натака. Децата чувствуваат емоционално. Да, значи јасно. Да не ги потценуваме, како што кажав на почетокот, бебињата чувствуваат во инкубатор и дури значи деца зборувам кога мама е болна. Да. Чувствуваат. Буквално. Се чувствуваат. Мама е болна или мама е или на тато денеска нешто не му е. Значи децата чувствуваат. Чувствуваат структурата на семејството. Да. И тоа е многу нормално. Емоционалната интелигенција е една од најважните, според мене една од најважните животни вештини. Значи, која што е тргната толку на страна, за која што не се збори, ти си машко, нема да плачеш, ајде сега, што е ова вака, сега ќе зборуваме. Значи, за емоциите само кога гневот е во прашање и кога ќе излезе надвор и кој ќе се истепаат две деца, тогаш е паниката. Сега, ама зашто сега вие вака се карате? А 3 чекори наназад ние сме требале да разговараме, ама како се чувствуваш ти во врска со тоа другарче? Зашто си незадоволен? Зашто си тажен? Зашто си неспокоен? Тоа е една толкава дупка, нели, во растењето на емоционалната интелигенција, да просто после се чудиме зошто во тинеџерските денови имаме млади луѓе кои што се агресивни, кои што се тажни, кои што се депресивни, што исто така кои што посегнуваат по завист. Да, посегнуваат по завист. Мислам, не се олеснува работата сега со електронскиот допамин. Јас така го нарекувам, веќе му дадов име, затоа што имаме веќе епидемија, каде што не се зборува за емоциите, не се зборува за тоа какво, бидејќи емоцијата е нешто кое што создава хемиска реакција во телото, не е туку така само нешто во просторот, нели, ама ти чувствуваш. Да, со секое сочувствување, една мисла, една емоција хемиска, не знам, ова е хемиска фабрика која што ќе создаде 300 чуда внатре. И кортизолот качен, и адреналинот качен, и не знаеш што со себе. Да. Така? Кога сме кај кортизолот, имаше една студија која што имам читано, дека децата кои што имаат, кои што имаат повисок, значи, кортизол, нели, изложени се на повеќе стрес, имаат оштетување на префронталниот кортекс. Кортексот кој што е, нели, одговорен за читање, за пишување, резонирање, рационално размислување, за префронтал, се задржува, нели, во суштина меморијата, каде што се развиваат сите, дефинитивно кортизолот, посебно во начинот на кој што ние се однесуваме, стресот за кој што нели е бабарогата која што ама знаеш докторот ме вика стрес таму, нема врска, сега не може се стресот да биде.
Но за жал, начинот на кој што ние го користиме стресот, тоест би рекла како тој нас не уредува, е вистинскиот проблем што се случува сега и со нас, воопшто и со возрастните и со децата. И понекогаш ќе речеме, ама знаеш како па се нормално беше, па наеднаш нешто се случи. Не е ништо наеднаш. Околината и системот не им помагаат на нашите деца. Прво нас како родители не ни помагаат, нели оди на работа, нема време за ова, нема време за надвор, нема време за играње. Не, мораш да напишеш домашно, дојдеш на англиски, на фудбал и на кошарка, и дојдеш на виолина и ќе одиш на кинески и нема време за играње. Глупости, сега ќе играм, ајде сега ти треба да имаш петки за да се запишеш за во средно, и после кога ќе се запишеш во средно мораш да имаш петки да учиш многу силно за на факултет да се запишеш, и после кога ќе се запишеш на факултет, тука не знаеш кај ти е крајот, ни емоционално, не ништо. Веќе е малце доцна. Точно така. За се ова за кое што треба да се вратиме чекор назад, ја викам да се препаркираме малце поинаку како родители, да се вратиме кон важните работи. Животните вештини се основата. И кој ќе речам животни вештини, зборам да знае да се облече, да знае да јаде само, да се изготви само, да си го намести креветот, да исчисти нешто по дома, да знае како се чувствува, како многу важно, да знае како се чувствува и што да прави со своите чувства и емоции, каде да ги носи, што да прави со нив. Барам ако ништо друго да препознае и да знае основните, како да се справи со нив. Емоционалната интелигенција е едно од најважните, посебно за децата во невродивергентните деца. Тоа ни е насалатката со која што можеме да ги вратиме во спокој. Ако они научат, кога они ќе научат како да се справат со гневот или воопшто со непријатноста, веќе ќе имаме поспокоен ум, па ќе имаме и простор за да учиме. Ако ние сме во стрес, нема учење. Тоа е само заборавено, приказна, потрошено време, затоа што мозокот не е отворен за учење кога е во стрес. Точно. Така да И е многу побитно детето да научи тоа, значи како што рековте, да биде самостојно. Да. Иако детето има 6-7 години, наместо да научи да пишува. Битно е пишувањето, ама пред пишувањето е многу побитно да знае да облекува јакна, да врзува патики, не знам сега, да си направи пример па за јадење, да знае што е горе, долу, лево, десно, да е просторно ориентирано, па после да пишува букви. Затоа што ако ние ова го скокнеме на буквите нема да се научат, секако пак и ќе се стоиме на место. Точно. Буквите... Или пример да научи да чита. Нема да научи да чита, или математика. Некако да не иако детето е, например, календарски возраст за училиште, ние сепак треба да бидеме реални со карактеристиките и со способностите и можностите што ги има детето. Многу е битно тоа. И така ние му помагаме на детето да се насочи кон тоа што го сакаме и ние во иднина. Јас имав една игра со моето дете со посебни потреби. Ако ги закачиме буквите и бројките на едно дрво, на едно пониско дрво, сигурна сум дека ќе ги научиме многу полесно, кога треба да ги дофати, треба да се качи и да ги дофати и да ги симне доле, отколку да седиме само на маса и ајде. Така да излеземе надвор и буквите да ги оставиме за времето кога што им е времето. Ако сето друго биде како што треба, нели во раниот детски развој, буквите ќе дојдат и со радост, ќе дојдат и со леснотија. Така да не се стресуваме многу околу тоа, дека има поважни работи пред буквите и бројките. Да, исто така и за новите мајки. Но, сакам да напоменам, иако гледам и поголема свесност, нели, по социјалните мрежи, за развојот на детето, како да го стимулира дома и така, но исто така забележуваме поголема тензија и преоптерување ако детето, например, сега моторички развој, не лази или не седи или не продило до година дена. Сега исто така, да не ги ставаме децата во калап, и ако детето треба да лази од 6 до 9 месеци. Значи, ако моето дете не лази на 6, можеби ќе пролази на 8. Ако не пролази на 8, ќе пролази на 9. Ако видите дека не пролази на 9, тогаш ќе се јавите на педијатар. И затоа се вика тонелирана интервенција. Ама ако на 6 месеци и на 6, и пол месеци гледаме дека детето не лази, не значи дека да му ставаме етикета, нешто не е во ред со него. Напротив, едноставно. Треба да почекаме и децата да не ги ставаме во калап ист. И ако скалата вели за моторен развој дека
Детето треба да има воспоставено визуо-моторна координација од 4-тиот месец до 8-миот месец, пинцетафат, 8-ми, 9-ти месец и така натака. Значи, нека секое дете иде така. Да. Значи, кон тој тек. Не значи дека ако детето како нема визуо-моторна контрола, не знам, на 4-5 месеци, нели, нема следење на прстите. Да, ќе го следиме ние целокупниот развој, но нема да му лепиме етикета дека му е нешто. Некако таа преоптовареност да не му е нешто на детето, јас се плашам, нели, обично сите се плашиме од различно и од непознато. Така е. И тоа мислам дека ја убива и ја ствара уште толку поголема нервозата и нели фрустрацијата кај родителот. Сега значи сакам да ги пофалам мајките исто така како што еве јас самата кој што ги забележувам, нели тие промени во делот на забележувањето на моторно развеследење, па дури може да кажам и се јавуваат и на дефектолог, па ќе кажам, нели многу порано, 1 годинка, 1,5, тоа кај нас е стварно рано, нели а во светот одат уште помалку што 9 месеци. Така да, ете, гледам таа пофалба. Значи, Ама и стресот кој што си го прави кај нас самите како, нели, како Мора родители. Да сме свесни дека стресот го чувствуваат децата. Да. Целосно го привземаат дури од нас во некои аспекти, на пример аутистичните кои што сега веќе е и докажано дека екоемотиката како едно од дополнителните сензорни поинаквости каде што ја превземаат емоцијата без да знае, без да чувствува, не знае дури дека не е негова емоција, тоа е од родителот, од некој што е блиско до него. Многу во голема свесност родителите и покрај тоа што ево сме во нели има стресни работи околу нас. Спокојни и радосни е целта во која што ние секогаш треба да се враќаме. Местото на кое што треба да се враќаме ако сакаме нашите деца да бидат таму, независно дали сега е понапред во развојот или поназад, па дури и да се испостави дека имаме дете кое што има поинаквости. Ние повторно треба да бидеме во радост и во спокој со каква и да е ситуацијата и состојбата, затоа што нашиот гнев, тага и така натаму не менува ништо на подобро. Не велам дека е лесно, треба да се надмине, треба да работиме на себе, но секогаш базната линија, каде се враќам? Радосен сум, спокој сум. Тоа треба да го бараме во себе. Да не даме некоја движечка сила. Да. И најчесто велиме општеството нели не прави ништо за нас, нели и сите тие работи, да тоа го знаеме, го гледаме, нели од инклузија до услови, сите тие така до финансиски дел и така натака. Го гледаме тоа, но меѓутоа промената, па малиот минимален чекор започнува од самите нас. Така е. Од самите нас како родители. Не е лесно. Не е лесно, буквално. Далеко. Не, значи не е лесен процес, цело време си на штрек, цело време, но мора да најдеме некоја движечка сила и ние да се опуштиме. И колку и да е најмалото нешто што родителите, но и најголемите работи. И најголемите работи што се случуваат во животот на детето, родителите се тие кои што нели кога ќе се подсоберат, кога ќе си дадат простор да работат на себе, за да бидат тие прво нели стабилното место кон кое што може да дојде тоа дете. Ако ние сме нестабилни, тоа дете нема да биде стабилно. Да. Нели и на дефектолог и на логопед и ќе го носиме на уште 100 места ако нели ќе се врати дома и пак ќе биде во таа состојба во која што е и токсична, можеби и во траума, и во тага. 45 минути на дефектолог и на логопед нема да направат кој знае каква разлика, ако дома околината не е во ред. Затоа родителите назад кон спокој и кон радост, да има добра база за децата. Да. Семејниот систем. Да, семејниот систем. А субсистемите се тука за да дадат поддршка и помош. Субсистемот типот на градинка, училиште, центри и така натака. Така. Да. Ти благодарам, злато моје, сега ќе ти дадам една минутка да се пофалиш ако правиш нешто, ако создаваш нешто, да ни кажеш што е тоа. Ова е дефинитивно тешкиот дел. Може да ме најдете во Гаспар центар, таму работам и исто така и да не побарате за било какви нели потешкоти, отстапки кои што ги приметувате кај вашите деца и доколку ви треба поддршка од психолошка поддршка, тука сум нели за вас. Иако сум нели гешталт психотерапевт под супервизија, побарајте ме. Развоен стимулус сум на Инстаграм. Да, ви благодарам. Ти благодарам и на тебе, сонце моје.
Драги мои, се надевам дека собравте нешто убаво и од оваа епизода. За сите оние посебни родители кои што веќе одат на дефектолог и на логопед и имаат поддршка од други едукатори. Се надевам дека можевте нешто да земете кој што ќе ви го олесни на вас и одењето на дефектолог и чувството ваше како и што правите вие и како можете да придонесете да биде уште подобар овој процес. А за оние нови родители кои што можеби имаат потреба и размислуваат како да пристапат кон тоа и што треба да направат, исто мислам дека слушнавте како може полесно да биде и за вас. Се гледаме следниот пат. Поздрав!